Семејната фирма на директорката на хематологија добила милионски тендер од Министерството за здравство. Владата за тоа молчи. Ова е скандал од невидени размери. Во 3 тендери клиниката за хематологија доделила над 3 милиони евра на веледрогеријата доктор Пановски. Директор на клиниката Ирина Пановска-Ставридис е ќерка на Златко Пановски, сопственикот на веледрогеријата. За власта нема ништо спорно, нема судир на интереси, нема злоупотреба на службена положба, нема корупцијски скандал. Заев и Филипче мора да одговорат дали клиниката за хематологија се претвора во приватна клиника на Пановски. Дали ова не е параван државните пари да завршуваат на приватни сметки. За жал, ова не е и нема да остане единствената афера поврзана со директорите на клиниките, кои во семејни врски со веледрогерии и компании со кои клиниките имаат договори, си ги вртат парите. Вакви врски има уште во најмалку 5 клиники под раководство на Филипче и Заев. Од ќерка на татко, од деца на родители, од братучет на братучет, од брат на брат. Од клиниките се слеваат огромни пари во приватните джебови на неколкумина. Во периодот што следи, најавуваме, ќе ги објавиме овие информации. Со СДСМ на голема врата се врати белата мафија во здравството. Имаме приватизирано тендер здравство во кое се бројат црните милиони и растечките смртни случаи. Почитувани граѓани, колку што му е на Заев за судски реформи, а на Андјушев за иновации, толку му е на Венко Филипче до јавното здравство. Во само половина година Министерството за здравство го тресат невидени секојдневни скандали и афери поврзани со милионски крвави тендери, непотизам и делење на пари во 4 очи на семејни компании. За дел од нив и основното јавно обвинителство отвори случаи, но јасно е како тие ќе завршат. Правосудниот систем е во јарем на главниот реформатор, инаку аболициран и помилуван за случаи како Глобал и Подкуп. Од тука јасно е и зошто и како здравството стана најнов бомбона бизнис за полнење на сметките на партиските компании. Одговорност за ова мора да има и ќе има тогаш кога ќе профункционира правниот систем, кога државата нема да биде на тапет во светот заради корупција поврзана со власта, тогаш кога правосудството навистина ќе се реформира, тогаш кога Република Македонија ќе се ослободи од СДСМ и од Зоран Заев и Република Македонија ќе победи. Ви благодарам.